Добар ден и од мене стартува уште едно ново издание на емисијата за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Голем дел од играчките во светот се означуваат како небезбедни и повеќето од нив се произведени во Кина. Со каков квалитет се играчките кои што се увезуваат и продаваат на македонскиот пазар, со што си играат нашите деца. На оваа тема денеска ќе зборуваме со Наташа Доковска-Спировска, програмски директор на Новинари за човекови права. Добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов и ви благодарам на поканата што ни одвоивте време да разговараме за оваа толку актуелна тема. Исклучително актуелна. Вие изработивте студија за безбедноста на играчките во Македонија, која што ќе биде промовирана утре во рамки на проектот Фер со потрошувачот. Да. Колку време работевте на студијата и што ве мотивираше всушност да почнете истражување во оваа област? Новинари за човекови права веќе од 2000-та година работи на оваа проблематика. Постојано се обидуваме да подигнеме свесноста кај граѓаните околу оваа тема. Но ни се пружи шанса некаде на почетокот на оваа година во рамките на проектот Фир со потрошувачот поддржан од Европската Унија да има можност за субгрантисти, односно подпроекти кои што ќе работат на определена проблематика која што ќе се однесува како да ги мотивираме и кои се правата на потрошувачите за производите нели со кои што се соочуваме кататдневно. Ние понудивме да работиме на односот на потрошувачите, односно на клиентите со производите кои што се наменети за децата, пред се играчките. И во рамките на тој проект имавме предвидено да изработиме една студија, на некој начин истражување за тоа каква е состојбата сега во Македонија во однос на безбедните или небезбедните играчки. Подготовката на студијата, односно самиот процес на истражување траеше некаде околу 4 месеци. И представува на некој начин компарација, односно гледаме до каде сме стигнале од пред 2000-та година, кога имавме направено некоја не истражување, но правевме некоја регистар на играчки во Македонија, што се наоѓа тука, како стасува до Македонија и така натака. И за жал можам да кажам дека нема некои големи помрднувања на напред, иако во одреден дел, односно во оној дел што се однесува почитување на законската регулатива, ги имаме сите можни закони и се обидуваме на некој начин да ги почитуваме, но секогаш има место и простор како да се протнат оние небезбедни играчки кои што стасуваат. На каков начин се оценува играчката, дали е безбедна? Дали се тука спаѓа само незиниот хемиски состав, бидејќи се почесто слушаме за токсични играчки, или пак се зборува и за физичките карактеристики, односно делчињето од кој што е изграден и слично? Значи, за да биде еколошки безбедна играчката, таа треба да задоволи повеќе стандарди кои што се содржат во Европската директива за играчки N71, која што стапи на сила 2013 година и во која што покрај хемискиот состав на играчката многу е важен и физичкиот состав на играчката, дали играчките колку се ситни, колку децата може да ги проголтат, потоа како се залепени, лепакот, тоа е сепак хемиски состав, но и начинот на кој што играчката е направена, е склопена и звучноста, звукот кој што самата играчка го продуцира, односно колку децибели емитира самата играчка. Ние во текот на нашите истражувања дојдовме до податок дека многу мал број на играчки ги задоволуваат стандардите пропишани од Светската здравствена организација. Така, колку треба да биде 85 децибели максимум. За да не дојде до оштетување на слухот кај децата. А оние играчки кои што најчесто музички играчки кои што им ги ставаме на бебињата над креветчето, нели да успива и ги испушта оние звуци на успивни песни за бебињата, некаде 120 децибели. Тоа говори многу. Тоа говори многу. Доволно, да почнеме само од звучноста. Так. Што се однесува до увозниците на играчки во Македонија, има 17 регистрирани фирми, ако не се лажам, од кои што само 4 увезуваат од оние произведувачи кои што им ги задоволуваат стандардите за безбедност на играчките. Така е. Што увезуваат останатите? Останатите се регистрирани дека увезуваат играчки, но играчки кои најчесто на европскиот пазар, односно ги наоѓаме на RAPEX листата како небезбедни играчки. Тоа се играчки кои што имаат проблеми во
оправдувањето на нивната безбедност. Се знаете, секоја играчка, односно секој производ кој стигнува на пазарот мора да има она ознака C, што гарантира дека таа е исправна, безбедна и дека може да се пушти во промет. Но многу често се случува дел од тие играчки или тие производи, значи не само играчка, и тие производи, а и покрај тоа што има таа ознаката, да не ги задоволуваат токму стандардите. И кај нас некако лесно се протнуваат, бидејќи ние и покрај тоа што работиме на апроксимација, значи на приближување кон европското законодавство, сепак успеваме да ги искористиме онаа можност дека нели се уште не сме членка на Европска унија, па некако може да помине, не заради нешто друго, најмногу ради тоа што тие играчки се многу поевтини, а секој родител, секоја баба, дедо сака на детето, на внучето да му ја исполни желбата, да ја има саканата играчка, никогаш не може да се купат играчки кои што се скапи. А копиите, оние поевтините се вешти копии, особено кинеските играчки. Веруете, се толку вешти копии на оригиналите, така што нели се лажеме, ајде ја ќе ја купиме, ќе го купиме, не знам, вовчето Томи, ако нема врска со оригиналот. Значи јас не претендирам дека мора да биде оригинал, ма да биде безбедна играчката. А за тоа мора да има сертификат. Споменавте сертификатот ЕЦ, но неретко има на фалсификувани играчки да го има тој знак и да значи Чајна експорт или слично. Па најчесто тоа значи кога ние правевме истражување пред неколку години, затоа што тоа не е прво, значи по континуитет ние правиме некои компарации како било и дали има помрднување нанапред. CE е ознака која што и кинезите употребуваат за чајна експорт. Така што навистина е тешко да се процени која играчка е. ИТРО го користат знакот и тоа е злоупотреба, но за оние онаму кај што може да помине се обидуваат да помине. Исто така ние имаме проблеми со оние играчки кои што влегуваат на црно и се продаваат на пазарите. Во студијата наведено, во вашата студија е наведено дека дури 70% од играчките на македонскиот пазар всушност потекнуваат од овој црн пазар, нелегален пазар. Па тоа е исто како на кога нелегален увоз. Да, знаете, тоа е она исто кога одиме да не биде сватено како потценување на некоја роба, дали е ефтина или скапа, но кога одиме во оние кинески продавници каде што од вреќи ги вадиме алиштата кои што сакаме да ги купиме, каде што осеќаме виднаш печење во очите, непријатен мирис, добиваме нагон на кивање, на кашлање, тоа се говори дека има бензин, дека има хемиски супстанции кои што не се благопријатни за нашето здравје. Истото се случува со играчките. Значи, токму тие играчки кои што ги наоѓаме, нели, ги влечеме од црни вреќи и се тепаме да купиме затоа што чинат 15, 20 денари, 50 денари, а истата играчка чини 500 денари во продавница која што е сертифицирана. Ќе наидуваме на играчки кои што се со многу лош квалитет, кои што ги има кај нас и се повеќе доаѓаат, особено пред празници, пред Нова година, пред, не знам, Велик ден, празници кога се купува, летно време, кога одиме на одмор, кога доаѓаат оние пластични играчки, гумени, гуми за пливање. Тоа е оној период кога на пазарот доаѓаат неконтролирано, јас можам да кажам, играчки кои што не се тестираат, не се прегледуваат, успеваат да влезат нели на црниот пазар и да стасаат до децата. Ја споменавте Рапекс листата. Дали таму најчесто се наоѓаат производи кои што се наменети за деца? И дали таа листа стига до нашите институции за да може да се отстранат тие производи од нашиот пазар? Рапекс листата е листа на Европска унија, односно на директивата за безбедни производи, според која се објавуваат секоја недела, еднаш неделно, сите производи кои што се небезбедни во текот на таа недела биле отповикани од малопродажба поради детектирани одредени недостатоци. Че тамо нема само играчки детски производи, буквално сите производи кои што во текот на изминатата недела во рамките на Европска унија биле детектирани и отповикани од продажба. Ние како земја која што нели целиме да бидеме дел од Европска унија, нашето законодавство го приближуваме и
и ја прифативме директивата за безбедни производи на Европа, мислам дека треба да ги следиме и да ја следиме и таа Рапекс листа. Јас често пати ги прашувам оние кои што, нели, најчесто се на некој начин одговорни за она што го има на нашиот пазар, што е детето во Европа повредно од нашето дете. Бидејќи ако таа гума за пливање е забранета на европскиот пазар, за тоа што е детектирано дека предизвикува одредени алергии кај децата, кои што можат да имаат и подалекосежни последици, како може за нашето дете да биде безбедно? Значи, што е помалку вредно нашето дете и зошто истата таа гума, например, летово ние можевме да ја најдеме во 90% од македонските продавници. Истото, например, се случува играчки кои што во континуитет се забранети на Рапекс листат и постојано се вика да се отповика, да не се продаваат. Кај нас најнормално се продаваат во најголемите продавници за играчки кои што катадневно ги посетуваме. Јас овде кај носам еден тестер, да го наречам. Ова е токму од Рапекс програмата, односно од канцеларијата каде што ја прават таа листа на небезбедни производи. И кога бев тама, пошто неколку пати сум отишла на некој вид студиски престој тама, велат, ова е дишникот на детето. Земете играчка во која што има ситни делови, отворете ја, извадете ги и видете дали ќе влезе, дали до тука, значи до овдека, никаде, дали ќе влезе да прикажеме, тие малите елементчиња. До тука. Ако влезе, значи детето може слободно да голтне, да го голтне тој дел. Кај нас, ви се молам, кој ќе видите на етикетите, никаде не пишува. Така. Има сега на кутијата, на амбалажата пишува 3+, меѓутоа на етикетата, која што е задолжителна, тоа го нема. Што се треба да се најде на етикетата? Какви се информации треба да содржи? Покрај тоа што мора да го има увозникот, мора да го има производителот. Кај нас најчесто има земја на потекло, не знам, Кина, земја на прием, Македонија. Чао, пријатно. Може да има адреса кој го увезува, адресата на компанијата, ништо повеќе. Значи мора да го има составот, значи од што е создадена играчката. Мора да ги има во проценти. Мора да има годинат, до колку години, значи до колку е за до 3 години или над 3 години. Тоа мора да биде наведено на јасно, читлив јазик напишан и не да биде милиметарски да не можеме да прочитаме. Јас не можам ни една етикета, верувате, да прочитам. Значи, одам со лупа за да видам што пишува. Тоа не е само етикетата да ја ставиме за тоа што законот тоа го предвидува. Етикетата е за да ни обрне внимание нам како потрошувачи да знаеме што купуваме. Ние имаме страница, портал кој што во рамките на овој проект и ќе продолжи понатаму да биде активен на стрикни потрошувачи за доволни произведувачи или www.potrosuvaci.mk каде што постојано објавуваме. Таму може да се најдат и сите Рапекс листи во последнава година. Значи понеделник ги објавуваме. Секој кој што сака да види какви производи се продаваат кај нас и дали дел од тие ги препознаваме, верувам дека ќе ги препознаат. Имаме многу информации, текстови кои што се однесуваат за тоа што се наоѓа на пазарот кај нас. Така, кога системот не функционира, тогаш ќе мора да се најде начин да се информираме. И верувате дека имаме многу јавувачи, многу посебно се морам тука да напоменам баби, кои што се јавуваат и прашуваат, ама дали ова безбедно, ама во продавница ја купив, а ја видов кај вас на Рапекс листата. Сега што да правам, дали да ја фрлам или не? Знаете како, ние не сме тие кои што можеме, ние ги упатуваме во организација на потрошувачи да реагираат, да се јавуваат и оттаму они добиваат инструкции, бидејќи за волја на вистината организација на потрошувачи се единствена организација која што ги упатува и знае да ги упати каде и што да прават. Ние само ги советуваме да се едуцираат, да знаат каков состав е дозволен за играчките, да внимаваат што купуваат и не дека секогаш скапата играчка е добра играчка, но да бараат, да го видат составот на она што го купувате. Што не смеат играчките да содржат во себе од хемиски материи, дел од нив делуваат како хормони, да. го реметат значи, хормоналниот систем. Не треба фталати да користат.
да содржат. Не треба да содржат олово. Не треба да содржат оние хемиски супстанции кои што најчесто негативно влијаат врз здравјето на децата. Но многу тешко можеме да докажеме, бидејќи кај нас единствена акредитирана агенција или акредитирана лабораторија која што ги врши тоа и при Министерството за здравство, но кај нас се тестира само 4 видови на хемикалии, а Европската унија бара 9. Вие во рамките на оваа студија не можевте да направите хемиски тестирања. Тоа не бевте во можност. Предпоставам дека се водевте врз основа на звучноста и физичките карактеристики на играчките. Овој пат тестирањата ги правевме врз основа на децибелите, односно нивото на гласност, на бучава кај играчките и нивните физички карактеристики, големина, дали може децата да ги голтнат или не. За хемиски супстанции не направивме овој пат, бидејќи не бевме во можност апаратот кој што се однесува за тестирање на играчките од хемиска безбедност, ќе почнеме да ги правиме некаде од почетокот на идната година, бидејќи проектот со кој што продолжуваме во наредната година, а е дел од малите грантови на Глобалниот еколошки фонд, ќе се однесува токму на тестирањето на играчките од нивото на бучава, физичкиот изглед на играчките и нивниот хемиски состав, што значи ќе имаме тогаш и информација за тоа, но тој апарат ќе стигне малку подоцна од она што досега го направивме. Како изгледа во проценти, може ли да ни кажете? Можам да кажам дека многу малку безбедни играчки има меѓу нас. Нашите деца, има истражување кои покажува дека 15.000 часа децата си играат во првите 6 години. 15.000 часа поминуваат со небезбедни играчки. Така е. Да, затоа јас велам дека мораме да изнајдеме алтернатива да им понудиме на децата безбедно еколошки свет околу нив. Значи мора да се движат во средина каде што нема толку хемикалии, каде што се чувствуваат безбедни. А каде е тоа ако не е онаму каде што се играчките? Че ако не им обезбедиме безбедни играчки, верувајте дека не можеме да им обезбедиме ни безбедно детство. Не е безбедно детство само на улица кој ќе излезе да бидат безбедни, некој да не ги удри со кола, иако и тоа е нормално, или да не ги натепа или не знам што. Безбедно се чувствуваат пријатно, здраво, онаму каде што го поминуваат во најголем делот. Во најголем дел денот. Ние во рамките на токму на проектот, односно вториот дел од проектот што го најавувам во наредната година, ќе имаме и конкурс за производство на првата еколошки безбедна играчка во Македонија. Јас не знам дали знаете, во Македонија нема производство на сериско производство на играчки. Јас сум една од ретките држави каде што не произведувам играчки. Има во едно село во близина на Тетово каде што произведуваат мали делови за играчки кои што се склопуваат за киндер јајца, но тоа не е значи делови се и индивидуални примери на жени кои што плетат во моментот куклички или прават од дрво, но тоа е значи не е сериско производство. Ние ќе имаме некаде кон средината на идната година конкурс со кој што ќе бараме да ни се понудат дизајни на еколошки безбедни играчки, нормално почитувајќи ги сите стандарди за безбедност при играчката, и ќе одбереме една играчка од 0 до 3 и една од 3 до 6 години, која што нели ќе добие бренд, ќе добие назнаки дека е прва безбедна играчка и ќе ги понудиме на пазарот да ги купат бизнисмени кои што се општествено одговорни, да ставиме во производство, да ги ставиме тие две играчки и со нивната продажба да се одделува по 1 денар или по 1%, тоа како ќе се договориме, кои што пари ќе одат во фонд за лечење на децата кои што се стекнале со здравствени проблеми играјќи со небезбедни играчки. Може ли да споменеме дел од болестите кои што се последица на игра со небезбедни играчки? Хормонални пореметувања, се јавуваат алергии. Имаме голем број на деца кои што имаат проблеми со слухот. Па се јавува и карциномот, како
најлош стадиум, значи најлоша реакција на деца кои што играат со играчки. Јас упекотини кои што потоа предизвикуваат и психички проблеми кај децата. Ја спомнам на слайм, значи го кажувам брендот, таа слайм има од разни брендови. Многу често деците играат со тоа. Бидејќи јас имам исто 5-годишна ќерка, она дома плаче, играат, тоа го сакам и ништо друго. Че се убедуваме дека не смее тоа, затоа што има деца кои што добија невидени опекотини поради високиот процент на хлор кој што се нашол во играчката. Дури некои од безбедните играчки кои што се сметат условно за безбедни, ве зборувавме пред почетокот на емисијата, наменети за бебиња кога ќе се исечат, пластични се. Да. Односно се гумени. Се гумени. Се полни со мувла. Да, јас ќе спомнам жирафата Софи, која што јас мислам дека и јас кога сум била бебе, пошто јас исто ја имам од детство, кога јас сум била дете и бидејќи ние бевме така на семејство со повеќе деца кои што растевме братучетки заедно и значи остана таа играчка, сега мојата ќерка ја има и во едно истражување ми препорачаа да ја исечам на пола да видиме што се случува. И секов ми играчката мувла. Сега, знаете, веднаш кога ќе се случи тоа, мајката или домаќинката ќе рече, ама не, ја ги чистам. Не дека не ги чистиме. Значи, ако забележите во секој од тие гумени играчки, некаде, најчесто на дното, има една пластично као цевче кое што не знам испушта воздух, звук. Тука се и од влагата, од вода, од се собира и тоа се таложи. Ние внатре не ја миеме. Така, ама таа си собира, на крај тоа е мувла, а детето кога ја игра со неа, испушта звукови, па ја се лигави малите дечиња, пошто таа е гуменато, нели? Сето тоа влегува во организмот. Прекустата влегува во организмот. Мислам, мувлата знаете. Јасно. А кажете ми, споменавте на самиот почеток во Европската Унија дека се тестираат 7 хемикалии, ми рековте? Да, не ги знам јас. Кај нас се 4. Што друго е забрането во Европската Унија, е дозволено во Македонија? Има ли нешто што законската регулатива одстапува кај нас? Не одстапува. Ние ја прифативме директивата за безбедни играчки од 2013, дури 2010 ние направивме, пошто самата директива е донесена 2009, некаде 2013 стапи на сила, меѓувреме ние донесовме правилник за безбедни играчки во Македонија, кој што ги содржи буквално сите оние закони, односно правила кои што треба да се почитуваат за играчките во Македонија да бидат безбедни на пазарот, но колку се почитува. Знаете, јас често пати велам дека Зошто релевантните институции како што Министерството за здравство или санитарни инспекции или кои се уште тука спаѓа во овој домен се инертни, односно не реагираат? Не би знала да кажам. Предпоставам дека они одат на повик. Значи они одат на повик, ако некој ги повика и интервенира за одреден производ, мислам дека немаме континуиран мониторинг на производите кои што влегуваат. Може би да речеме, ако имаме ние, не знам, добиеме кутиона патчето што е популарно, кое што најотровно, а сите го имаме, нели му го ставаме на дечињата па кога дека се бањаат и така натака. Тоа имам најголем процент на фталати во него, тоа е една многу... За да биде меко. За да биде. Секоја гумена играчка, колку е помака, тоа значи дека има поголем процент на фталати. Значи да не се лажеме. Тоа е докажано. И сега велат... А малите бебиња најчесто зимаат во уста ги пикаат кога им растат забите. Значи, они кога тестираат, да речеме, тестираат може една играчка. Ама, има... Во нарачкава има 1000 играчки. Ние не ги тестираме сите. Јас пред неколку години кога бев во Минхен во Агенцијата за сертификација на детски производи, односно воопшто на производи, но има специјален одел за сертификација на детски играчки. Беше многу интересно, вика, дали сте чуле за мечето, нели, Теди Беар и сите? Да. Па вика, минатата година, значи производителот забележал дека еден дел од производите, значи таа палита на производи, имало поголем процент на одредена хемикалија која што е забранета според европските стандарди
и ни ги испратија да ги тестираме точно и сите играчки се фрлени. Верувате, кај нас никој нема да ги фрли. Кај нас проблемот е во друго, во тоа што во главном ние не сме прва рака увозници. Значи, нашите увозници на играчки купуваат франшиза од некоја друга компанија од регионот која што е прва рака. Сега, кога Рапекс листата ќе повика да се вратат производите, оној кој што е прв увозник, тој мора да го врати производот. Меѓутоа, ово што ја купил франшизата, најчесто они за да имаат пониска цена ги плаќаат во кеш. Или во кеш, мислам однапред ги плаќаат, ги купуваат производите и тука ни ги продаваат нас по астрономски високи цени. Сега него он више го платил производот. Ме разбирате? Тоа е всушност клучниот проблем. Да. Јас се надевам дека ова ваша студија, ваше истражување ќе промени некои работи на македонскиот пазар, поврзани со детските играчки, бидејќи нешто најскапоценно е здравието на децата. Така е. Ви благодарам што бевте дел од 0M+. Сигурна сум дека утре ќе има навистина голем интерес презентацијата на вашата студија. Така, да, јас себе ги повикувам и сите оние кои што сакаат да донесат играчка да ја тестирам за нивото на обучавата, може да го сторат тоа. Утре во 11 часот и тој дел, за ситни играчки. Од 11 до 13 часот ние ќе бидеме во Holiday Inn, па ги поканувам да дојдат да видат, да не слушнат, а студијата ќе можат да ја најдат на страната на Новинари за човекови права и на страната на Среќни потрошувачи. Ви посакувам успешна презентација утре, се гледаме повторно во рамки на 0M+. Тука го заокружуваме денешното издание на емисијата, се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно!